Почитувани пријатели, почитувани љубители на емисијата Астрорум, пред околу 2 години разговаравме со нашата гитарска легенда Владко Стефановски и верувајте, тој разговор се уште е гледан на YouTube каналот на Литература МК, се уште има многу коментари и се уште е на врвот на разговорите кога се во прашање емоциите, мудрите мисли и убавите чувства. Јас ја имам таа среќа повторно да можам да разговарам со Владко Стефановски, но не среќа во овие вонредни услови, бидејќи блиските контакти се сегогаш најдобри. Владко зависи од публиката, публиката зависи од музиката на Владко и тоа најчесто на сцената кога го гледа пред себе. Но еве, конечно имаме во пракса на терен употреба на дигиталните технологии и не можеме да бегаме од таа состојба. Јас му посакувам добре дојде на Владко Стефановски во ова вонредно издание на емисијата Астрорум. Добар ден и добро најдов јас. Владко, првото прашање неминовно е како сте, како се снаоѓате дома, како ги менаџирате обврските. Јас знам дека музичарите сакаат да се во студиото кога создаваат, но не под принуда туку тоа е слободна волја и тогаш кога чувствуваат потреба од творење. Па ја престанав да се нервирам за работите кои не можам да ги сменам. Оваа работа е една од оние која не можам да ја сменам. Многу концерти ми се откажа, многу турнеи ми се откажа во наредниве 2-3 месеци, ама ја тоа го прифаќам како некаков знак или како некаква повисока, ако сакате, Божја волја. Така што тоа што можам да го правам, тоа што не можам. Сега во моментов не можам да патувам, ама можам да се занимавам со други работи. А тоа е да влезам во најскришните ќошиња од својата куќа, да исчистам таму со усисивач, евентуално со мокра крпа, да пронедам некои стари тетратки, фотографии, плочи, дискови и да се занимавам со она со кое сум немал време да се занимавам патувајќи натаму наваму. Од друга страна, мене никогаш не ми е досадно, стално имам занимација. Ако свирам, ако не свирам, а најчесто свирам, тогаш пишувам нешто во компјутер, средувам нешто, чистам по куќа, готвам секој дневно и така. Сега повторно ќе се вратиме на оној разговор. Многу работи токму во денешно време звучат вистинити, реални, она што обично луѓето само декларативно го кажуваат и ретко кога го мислат. Сега доаѓаме до тоа дека суштината на животот е во малите нешта, во базичните работи, како што велите, еве сега време и да се навратиме, да направиме реминесценци, да погледнеме на вистината и на вистинските нешта во очи. Дојдовте ли овие денови, колку што сте во изолација, до некои универзални вистини или ви се потврдија оние што досега ги имавте постулатите, начелата според кои живеете? Секој ден доаѓам до некои нови вистини и секој ден е ново искуство и нова авантура во нашиве животи. Оваа изолација е сега акутна, меѓутоа јас сум веќе во една хронична изолација подолго време, затоа што живеам некако во сопствениот свет, се вртам во својата орбита и се занимавам со прашања кои мене ми се интересни.
а тоа е докаде можам да стигнам со музиката, докаде можам да стигнам со размислувањата, докаде можам да стигнам со патувањата, се разбира, ама некако не ми фалат мене надворешни дразби, да бидам искрен. Не ми фалат мене осветлени трговски центри и излози кои мамат со својата убавина. Нити па ми фалат некои фенси ресторани, мислам, сум поминал многу и оваа изолација може би е време да се малку да седиментираме, малку да спуштиме да спуштиме таа прашина која постојано ја дигаме. И тој немири и постојано брзање, малку да прикочиме и да успориме, затоа што најчест одговор на сите со кои комунициравме во изминативе години е немам време. Значи би правил нешто, ама немам време. Сега дојде времето да имаме време, ама сега со тоа време не знаеме што да правиме. Повеќето од нас. Сега имаме време колку што сакаме. И сите сега имаат време. Многу ми се смешни големите светски звезди, кои веќе ги чеша, не знаат што да прават со себе. Големиве мои колеги, многу големи имиња, ги гледам дека не знаат што да прават со себе. Се јавуваат од Инстаграм, ги сликаат куќите, прават лайв стриминзи, прават лайв концерти од своите спални соби. Не знам, имаше Бреговичен стих: ко не слуша пјесму, слушаче олују. Сега, кога на овие работи треба да се укажува кога е мирнодопска состојба. Значи, човек треба да укажува на нашите заблуди и на нашиот ненормален живот кога е мирнодопско време. Сега, кога е вонредна состојба и кога е, да кажам, воена состојба, сега треба да се укажува на убавина и да се укажува на милост, на чувство, на сочувство, на љубов, топлина, разбирање и така натаму. Мислам дека и треба сега да се пишува среќна музика. Сега не треба да се пишуваат пророчанства. Пророчанствата се пишуваат кога е мирнодопска состојбата. Овие беа минутите за воената состојба, а сега за среќните работи. Да направиме ретроспектива на минатата година. Ви беше неверојатно успешна. Вие кога и да ве побараше човек, бевте некаде на пат, свиревте во различни формации, многу почесто со вашето трио, многу подмладено со вашиот син и басистот Кукич. Неверојатни успеси, голем ризик, би рекле, многумина беа така не веруваат дека е можно Владко да го задржи она високо ниво, но вие ги демантиравте сите. Имавте настапи, спектакуларен концерт со вашиот пријател Мирослав Тадич во амфитеатарот, во Охрид и така натаму. Но кажете ни вака, пошто ќе ја паметите 2019 година? Па, не беше лоша годината. Имав 80 настапи, патував лево десно, свирев акустични, електрични концерти. Ја подмладив ритам секцијата на моје големо задоволство. Син ми Јан Стефановски, Кукич се едни млади снаги на кои можам слободно да се потпрам. Даваат еден жар, еден ентузијазам, навистина, со сета почит кон моите претходни соработници, со кои навистина имав исто така прекрасни моменти, музички искуства и успеси. Ама секогаш е добро да се влезе, да се ризикува помалку и да се влезе во нешто ново и во нешто неиспитано и во нешто што носи одреден ризик, ама носи и голема возбуда токму поради тој ризик. Како викаат, само промената е константа, така што човек треба постојано да менува. Јас сега, пошто сум врзан во домот, сега се обидувам да го стимулирам мојот мозок така што правам прераспоред на сите работи во куќава. Ништо не земам здраво за готово, се е подложно на промена и садовите во кои готвам,
и гитарите на кои свирам, и начинот на кој снимам, и начинот на кој пишувам. Почнав да пишувам мемуари, веќе напишав едно 15-тина. Да се вратам прецизно на некои случувања од мојата младост, и не само од мојата младост, и од мојот скорешен живот. Се обидувам да не сгрешам некој датум, нечие име, некој податок, па копам по своите нотеси, по своите белешки и така. Постојано нешто тарашкам, што би се рекло, по куќа. Вие и дигиталната технологија, современите технологии ги земате со резерва да ги користите, меѓутоа никогаш не ја поистоветувате со живиот звук, туку ја ставате во служба на својата музика. И овие разговори, помогнати овој пат од делегацијата на Европската Унија во земјава, прават музичарите да не се чувствуваат, уметниците да не се чувствуваат запоставени, да може да комуницираат. Но по прашање на музиката, вие и кога се договаравме дали ќе засвирите нешто, не верувате на овој тип на свирка, на настап, сепак сте за настап во живо, за некои други форми. Кажете ми, навлезе ли длабоко технологијата и во снимањето на вашата музика, во употребата на некои нови звуци? Дали сте во некоја таква фаза, еве, по прашање на естетиката? Јас ја користам технологијата како алатка, затоа што сакам да го кажам или тоа што сакам да. Значи, како алатка ја користам. Само не и дозволувам ни во еден момент да превагне и да превземе водство на тоа што сакам да го правам. Значи, не сакам да станам роб на технологијата. Едно време, бога ми, бевме на ивица да станеме робови, затоа што многу тешко ги примав тие некомпатибилности помеѓу софтвер, хардвер, нови програми, стари програми, нови верзии. Многу тешко ми паѓаше тоа и губев многу време. На решавање на проблеми кои не се од музичка природа, туку од техничка природа. Сега, пред некој ден исто имав еден стриминг краток со син ми, пробавме тога малце свиравме, па се уклучивме на Инстаграм, колку да ги поздравиме фановите од изолација. Ама пред некој ден тога разговарав со мојот пријател Теодосиј Спасов, кого ќе го цитирам сега, затоа што и тој беше поканет да биде дел од оваа емисија, ама тој рече, јас на Facebook ставив дека не се обраќам од карантин, затоа што сметам дека музиката е тродимензионална, дека ние музичарите сме само еден медij низ кој поминува божествената убавина, а за да тоа сето биде едно цело нешто, за тоа ни треба и публика. Значи, треба инспирација, треба музичар и треба публика, за да работите бидат комплет. А вака јавување стварно е малку недостоинствено да го слушаш Чик Кореја или Херби Хенкок да ти се јават од дневна соба и да ти свират. Океј, може да е интересно и забавно за фановите, ама малку недостојанствено е за уметниците. Луѓе кои свирале по Карнеги холови, кои свирале по најголемите џез фестивали, да се јавуваат од спална соба, малку е, мора да признаете, патетично. Настрана патетиките, кажете ми кои теми сега би се моткаат, музички теми низ главата? Дали работите на некој нов музички материјал, некој различен стил од вашиот, нешто ново да подготвувате? Нема ништо ново и ништо различно. Ја имам веќе снимено материјал за нов албум. Имам матрици, 10 numeri веќе снимени. И уживав снимајќи ги тапаните, снимајќи го син ми Јан и младиот басист Кукич, морам да признам, уживав, затоа што се претворив за момент во аудиоинженер, во техничар, местејќи микрофони, барејќи го идеалниот звук, а при тоа снимајќи идеи кои настанале во изминативе 5-6 години. Можам да ви најавам дека наскоро ќе почнам и со вокали и со текстовите кои веќе ги пишувам и ќе почнам да го привршувам тој албум. Можам да најавам дека како жанр дека припаѓа најмногу на
на рок-н-ролот. Значи, прилично гласен рок-н-рол. Ете, тоа ќе биде новиот албум. И мислам дека ќе биде феноменален. Имам многу добри... Не сакам да зборувам пред време, мислам... Не сакам ни ти да се фалам пред време, ама многу сум задоволен од материјалот. Верувам дека ќе успеам и добри текстови и добри вокали да снимам. Тогаш мора загарантирано да има добри рифови и некој посткакаовски албум да очекуваме. Толку бучен и толку впечатлив и ветува... Не сакам да го споредувам со Као Какао, ама ќе биде нешто многу интересно. Ветувам дека ќе биде нешто многу интересно. Многу добро звучат некои ствари, има малку фанк, иначе можем дури да го најавам насловот на албумот. Албумот ќе се вика Тафталиџа Шафл. Затоа што сватив дека сум зависен од оваа населба во која живеам повеќе од 50 години и низ која редовно шетам и која редовно се менува од ден на ден. Веќе го нема оној лик што го паметам од детството и од раната. Веќе е сосема друга населба поради како да кажам, агресивната урбанизација. Ама шафл го барав и буквалниот превод. Јас знам што е шафл. Шафл е ритм кој многу тешко се свири, by the way. Инаку шафл, буквалниот превод на шафл значи одење со влечкање на нозете. Па ако некој правил тафталиџа шафл во изминативе 50 години, тоа сум ја. Така што мислам дека е екзотичен наслов и многу индикативен наслов за она што за како ќе звучи. Тафталиџа шафл има многу ритмови кои се upbeat, кои се баш ритмични, фанкерски и брзи. Никош не сум имал толку над 120 темпо, има доста ствари со над 120 beats per minute. Значи, ќе биде доста весел албум. Како за овие мрачни времиња. Тоа е музицирање преку тактиците, тоа е најтешко. Никогаш строго во рамките на еден такт, туку секогаш завлекувајќи преку тактицата. Многу интересно, символично, убаво. Значи ќе биде урбан. Многу обожуваат денес да кажат дека албумот е урбан. Тотално урбан, ништо од фолклор. Све има фанк, рок-н-рол унутра, фанк, има една прекрасна балада, две балади имам сега за сега. И ќе биде стварно супер. Едва чекаме да го видиме, да помине ова време, да може вака да го допреме, да излезе. Ова време е навистина многу добро и корисно, може да се искористи за работа во студио, за работа на компјутер, за, како да кажам, за... Ако веќе не можеме да излегуваме или ако не можеме да шетаме по кафани и по кафетерии, тогаш можеме нешто многу корисно да направиме по дома. Имате ли некакви согледувања? Еве, на еден ден да ве прашаат, вие да го средите уредувањето во светот, ова е доволна лекција за сите. Каде треба да се движиме? Дали овој капитализам не донесе до ова дераџа, дали не бевме спремни за таков еден светски атак и дали конечно велесилите ќе сватат колку се мали пред вакви сериозни предизвици, пред невидливи непријатели и ќе сватат дека сите луѓе се исти. Колку да звучи утопистички, но деновиве само тоа се наметнува како единствена вистина. Јас сум земјотресно дете. Ја го памтам земјотресот, ја памтам поплавата, ја памтам пандемијата или епидемијата на во 70-ти години имаше вариола вера. Јас сум тренирано дете за катастрофи. Да бидам искрен, жал ми е што е така, цел живот некакви катастрофи. Па се случуваше бомбардирањето на Србија со сиромашен ураниум, па се случи ова немирите 2001 во Македонија. Значи, постојано некакви стања кои ни го реметат нормалниот живот. Од друга страна,
кој па ни ветил дека ќе живееме нормален живот. Што да каже баба ми покојна, која е родена за време на Османлиското царство, која доживеала и Крушевска република, доживеала и Први светски рат, и сите балкански војни, и втори светски рат. Што да кажат моите родители, исто така што биле сведоци на Втората светска војна. Што да каже мајка ми, што била во Крагуевац, кога било стрелањето на 41 година. Што да каже она? Мислам, од катастрофа во катастрофа. Ова нема гаранција дека нашата генерација или дека генерацијата на моите деца, за жал, нема гаранции дека ќе живеат во хармонија и во рај. Има ќерка ми, Ана, има еден другар, хирург од Египет, се вика Мухамед. И Ана го, пошто е доктор хирург, за сите проблеми медицински, ќе му се јави, ало, овде ме боли, онде ме боли, или го боли татко ми, или го боли брат ми, што да правиме? И он вика, Ана, this is not heaven on earth. Ние не го живееме рајот на оваа планета. Ние не го живееме рајот на земјата. Тоа е измислена категорија, рајот не постои. Така што човек не треба ништо здраво за готово да зема. Сите удобствија, како што се топла вода, струја, храна, човек треба да е благодарен секој ден што ги има. Па ја мислам да не исклучат интернет дека народот ќе побудали. Ја мислам дека само да исклучат 3G, да го исклучат на 2 сата да снема интернет, мислам дека луѓето ќе се шекнат. Вклучувајќи ме и мене, пошто нема да знаеме што се случува. Значи, ова е токму враќање кон базата, враќање кон базичните вредности. Ако не сакавме да ги слушаме кога бевме забрзани, кога немавме време, сега ќе мораме да ги слушаме и да се враќаме назад со сила, за жал. Нема да ве прашувам дали читате, зашто знам дека читате и дека сте љубител на биографиите на познатите музичари и така. Читате нешто во моментов, нешто што ве интересира, го проширивте фокусот. Едно време ве интересира и филозофиите на живење, будистичките филозофи, па знам дека Константа секогаш ги читате биографиите, едно од омилените ви е на Кит Ричардс и така натаму. Нешто што не знаеме за вас во однос на литературата? Па неодамна завршив една книга од популарна психологија, се вика Потрага по смислата, од еден психијатар кој бил во Аушвиц за време на Втората светска војна и еден од 27-те преживеани, значи на 27 еден преживувал. Овој имал таква среќа да преживее, бил психијатар, бил доктор и помагал на луѓе кои биле во тешки здравствени околности. И он има формирано една логотерапија, му се вика терапијата, каде што пациенти кои имаат проблеми психички и психолошки ги третира на некој начин. Ја прочитав таа книга, ми ја подари една пријателка. Инаку пред 2-3 дена завршив исто една книга од Мураками, кој ми е еден од поомилените современи писатели, јапонски. Се вика Мажи без жени. Кратки приказни за разноразни љубовни случувања на... Читам, не дека не читам, а читам и часописи врзани за гитарата и за нови производи, дилеми околу новите инструменти, дилеми околу регулациите, околу сечењата на шумите, околу употребата на музички дрва и забраната за сечење на... Се поголема е забраната за сечење на одредени врсти дрва од кои се прават квалитетни гитари. Одамна се бразилското
ружино дрво или палисандерот е одамна забранет, меѓутоа сега го забрануваат и ружиното дрво од цел свет. Наскоро ќе забранат и кедровина, кедар. Наскоро ќе забранат и оно што се вика спрус. Не го знам преводот. И сега произведувачите на инструменти прават разни компромиси, импрегнираат хартија, прават од рециклиран материјал, прават дрва, уствари кои не се дрва, туку вештачки материјал кој е чврст, кој има карактеристики на дрво, меѓутоа не е право дрво. Така што се поставува прашање каде ќе оди и таа индустрија на производство на инструменти, на квалитетни инструменти. Страдивариус, да. Ќе бидат повредни инструментите, веќе ќе добиваат и на аукциите многу поголеми вредности на веќе постоечките гитари, со тоа и на вашите инструменти. Од друга страна е вистина прашање што може да се произведе да е исто толку квалитетно. Јас му честитам на Дейв Гилмор, кој успеа да продаде околу 120 своји гитари и да инкасира $27 милиони, кој ги инвестираше во фондот за против глобалното затоплување. Верувам да беше аукцијата вчера, дека парите ќе ги упатеше кон борбата против овој COVID-19. Му честитам и на Клептон, кој успеа да продае 100 своји гитари и да направи болница која се занимава со зависности. Не сум уште толку духовно зрел за да ги ставам на аукција моите гитари, нити па верувам дека се толку вредни колку гитарите на Клептон и на Дейв Гилмор. Што се однесува до музиката, споменавте великани, се случува ли нешто ново во гитаристиката што ве оставило без здив, некој нов албум? Веќе брзите прсти не се проблем. Имаме типкачи на гитари колку сакате и тие младите се навистина несопирливи. Меѓутоа има ли луѓе што прават музика што ве радува, што ве возбудува? Секогаш има, се разбира, ама гитаристите се воглавном не се изземам себе си, јас сум гитарист. Значи, ние сме оптеретени со техниката на свирење. И сите се оптеретени со техниката и со тонот. И ние постојано го бараме тој најдобриот тон можен и се обидуваме да сме технички совршени. И сега во таа потрага по совршен тон и по совршена техника се случува музиката малку да страда. Значи, емоциите да се стават на страна и да се брка нешто што е помалку вредно. Новите генерации гитаристи се неверојатни, свират неверојатно брзо, технички совршено, имаат дури и одличен тон, ама ја немам потреба да ги слушам. Тоа е проблемот. Не би пуштил таков некој гениалец да ми свири додека ручам во дневна соба, нема шанси. А Клептон ќе го пуштам. Клептон ќе го пуштам затоа што ми се обраќа емоционално. Ми се обраќа со одредена емоционална порака. А овие младиве брзаат некаде, сите брзаат. И сите брзо свират и совршено свират. Ама ја немам потреба да ги слушам. Не знам зошто е тоа така. Треба се вратат и сите да се вратиме кон почетокот или кон основните мотиви зашто сме почнале да се бавиме со музика. Зошто сме почнале да свириме? Поради тоа што некоја песна не погодила во срце. Сега, јас се обидувам, моите песни ги вадам од срце и се обидувам да ги наменам кон нечие друго срце, кон срцето на мојата публика. И само таа музика има смисла. Ова друго, окей. Технички совршено, се е окей. Ама празно. Во поголем број случаи. Се разбира, чест на исклучоците. Има луѓе кои прават совршена, феноменална музика. Се уште ги има. Никогаш не сум ве прашала по прашање на најпознатите песни, односно клишеено ќе кажам, како знаете песните дека ќе станат хит? Дали знаете од самиот почеток кога ќе се роди песната или е вон вашите очекувања? Дали потајно можеби верувате дека некоја песна ќе допре до
поголем број на луѓе, дека ќе стане, ќе влезе во антологиските песни. Еве, свиревте неодамна Gypsy Magic, таа песна не можеме да кажеме дека е само заради филмот. Јас сметам дека таа дури го надмина филмот. Сама за себе функционира и остава слики и подсетува и побудува емоции. Ја немам контрола врз тоа што го правам. Дали некоја песна ќе биде хит или нема да биде хит, тоа не зависи од мене. Јас се обидувам да ја направам најдобро што можам во одреден момент. Ама, еве, кога ќе снимиш 10 numeri, една ќе почне да се издвојува, некако како ќе им побегне на другите. Ќе се издвои и ќе почне да звучи некако поинаку. Не можеш да ги знаеш. Не е тоа моја работа. Дали ќе стане нешто хит или не, јас стварно не сум тој тип на продуцент кој се обидува сето знаење да го употреби за совршен продукт. Не сум таков. Ја ги оставам, признавам, ги оставам работите можеби малку и недовршени. Затоа што во еден момент ќе ми се смачи од работа врз некоја песна и ќе речем, доволно е. Доволно е и во компонирање, доволно и во текстот, и како текст, доволно и како продукција. И одам понатаму затоа што јас сум водолија и тоа е моја веројатно карактерна особина, да ги оставам работите помалку незавршени. Затоа што ме напушта страста кон одредена ствар. Си вика, ај доста, одиме понатаму, значи одиме нешто друго да правиме. Порано важевте за уметник кој што е недопирлив. Се повеќе сте отворени кон народот, но се уште знае некогаш вашиот конзистентен став кон работите да се протолкува како арогантен. Тоа ли ви е штитот да се чувате од јавноста, од премногу давање на себе си и распаснување на вашата енергија, што секако најдобро ја насочувате во музиката? Ви забележуваат ли се уште за некои резки одлуки, ставови? Тие што мислат дека сум арогантен, нека го погледаат документарецот за Майлс Девис на Netflix, па да видат што е арогантен музичар, додуше гениален, ама многу арогантен. Познавам и колеги кои се многу арогантни, кои се многу... Тоа е ставање, ако на некој му изгледа како ароганција, тоа е само чување од премногу влијанија, чување од премногу енергии кои се во X. Не се сите енергии паралелни, не се сите енергии во фаза. Има енергии кои се во контрафаза. Има луѓе кои ви приоѓаат и кои за жал се во контрафаза со вас. Со некои луди идеи, непотребни муабети и така натаму. Јас сум сега многу по-приемчив и по-приступачен, да кажам, него што бев на млади години. На млади години бев стварно прилично знаев да бидам арогантен, ама тоа со младоста. Сега сум веќе во некои години кога имам разбирање и респект кон сите оние кои ми приоѓаат и кои ми се јавуваат, кои ми пишуваат. Одговарам, наоѓам време за секого. Се чувам од некакви непотребни комуникации. Да, така и треба, зашто може да се создаде фонија непотребна. И во вашиот живот, и во вашата музика. Како и секој добар домаќин, така и Литература МК подарува книги. Јас знам дека ќе имате заеднички проект со Танец. Вие секогаш посебно место му давате на овој ансамбл. Сте поврзани, никогаш не ги одбивате со работките, но конечно еден комплетен концерт и албум и затоа ќе ви ја подарам најновата монографска книга за Танец, кога ќе се видиме во живо. Сега ова е само ветување. И да ви се заблагодарам и за
овој разговор, што еве за среќа има разбирање, па секогаш имаат слух делегацијата на Европската унија кај нас да ги помогнат и културните проекти, бидејќи само слушаме деновиве дека ќе се помогнат предпријатијата, секако најмногу треба за здравството, но уметноста не памети дека имала секогаш идеални среќни времиња и без неа животот би бил навистина многу сиромашен и не можеме да зборуваме за битисување ниту на народите, ниту на светот без поддршка. Јас, Владко, ви благодарам за гостувањето. Ви посакувам да ви биде плоден овој период на принуден карантин, што не затекна сите и едва чекам да се видиме во мирнодопски услови, да уживаме во вашата музика, да не е толкова штетата од одложување на овие концерти и веднаш штом заврши ова, штом се избориме со невидливиот непријател, да тргне секако што застана. Благодарам за подарокот, благодарам и за овој разговор. Ќе видиме, се надевам дека нема многу долго да останеме без работа и без нашата професија. Во меѓувреме ќе вежбаме и ќе се обидеме да бидеме подобри отколку што сме биле пред оваа пауза која се наметна сама од себе. До тогаш останете во добро здравје, чувајте се, перите раце, ставајте маски и ракавици кога комуницирате со други и до некое следно видување во живо. Голем поздрав од моето студио. Благодарам.